На последната седница на Советот на општина Кочани повторно беше пласирана флоскула од некои од советниците за медиумски мрак и неинформирање на јавноста за нивното работење во претходниот 4-годишен мандат. Причина за тоа било што медиумите, во овој случај телевизиските, како што беше речено, не ги снимале и не ги емитувале седниците во период од 3 години, со што граѓаните не можеле да ги слушнат дискусиите. Во контекст на сосема друга точка од дневниот ред, медиумите повторно беа вовлечени во меѓупартиски препукувања и се користеа како доказ за нечие работење, односно неработење. 3 години не се снимаа седниците и ние сме сега единствени први кои што сето ова што го воведувам и сега и вие сакате да се го ставите на ваша заслуга е во ред. Мислите дека затоа што 3 години немаше снимање, па и така беше, дека можете да манипулирате. Еве јас ќе ви кажам точно како јас дискутирав. Јас бев координатор на советничка група на ВМРО ДПМН заедно со коалиционите партнери и 4 години немав можност на транспарентен начин граѓаните да го видат она што вие сега го кажувате. Ги повикав медиумите од овде, од оваа говорница да истражат, да направат истражување дали јавното мислење е позитивно или не во однос на самиот мост. Како вие не сте биле снимани, сте ги повикале од оваа говорница медиумите да го испитат јавното мислење по однос на мостот? Еве, не можев да ве разберам. Вие тврдите дека не сте биле снимани, али од оваа говорница сте ги повикале медиумите да направат истражување на јавното мислење по однос на мостот. Би сакале да веруваме дека не се работи за нешто друго, освен за кратко советничко паметење, за она што се случуваше во претходните 4 години во информирањето за работењето на Советот. Снимањето на седниците се одвиваше постојано, па дури во првата година од мандатот на минатиот состав на Советот, Канал 8 вршеше и директен телевизиски пренос, а потоа и одложено ја емитуваше снимката на својата програма. Подоцна дојде до прекин од околу 1 година во која седниците не се снимаа поради законските измени со кои се забрани исплаќање на доместок за услугата. Сепак, подоцна снимањето и емитувањето продолжи бесплатно уште 2 години. Па дури тогаш имаше обиди за давање насоки како медиумите да работат, слично на барањето да прават анализи и истражувања. Но тоа не е се. На последната седница на Советот беше искажан став дека медиумите не треба да добиваат пари за услугата што ја извршуваат. Јас лично сметам дека медиумите треба да си најдат други извори на финансирање и секако дека се добредојдени на секоја седница на Советот, меѓутоа јас не се согласувам Советот да ја финансира нивната работа, затоа што се коси нели со начелото за непристрасно известување. Значи се добредојдени да известуваат од секоја седница, меѓутоа дефинитивно не би се согласила за било каков надомест на било кој медиум. Советниците треба да знаат дека медиумите работат на комерцијална основа, што значи дека за своите услуги наплаќаат надоместок. Тоа што досега за активностите на Советот работеле гратис е благодарение само на добрата волја на вработените. Ако за членување во Советот секој советник добива паушал од над 16.000 денари месечно, тогаш за ангажирање луѓе, телевизиска опрема и техника, па и време, редно е и медиумите да добиваат надоместок. Затоа што очигледно е дека тие им се многу повеќе потребни на советниците, отколку обратно.